конституирани съветници да съветниме пред да започнат съображението за регулацията да ви тестите мандатът за избор на съветници за Съвета на общината и да ви посъкам плодна и успешна работа на наредните 4 години. Съгласно член 2, точка 8 от Закона за бюджета, бюджетът на общината представлява годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги включва основния бюджет, бюджетът на дотации, бюджет на самофинансиращи активности, бюджет на донации и бюджет на заеми или кредити. Доколко в текста на годината бюджетът не се извършва като току-що е планиран, градоначалникът не трябва да на съветът на общината измени и допълнуване на бюджета, относно ребаланс и искът трябва да биде донесен най-късно до 15 ноември предходната година. Така донесени от ребаланс, относно измени и допълнуване, представят нов бюджет на общината. Оваа година, значи овие измени на бюджетот на общината беа почнати да се направат, поради информациите дека дел от планираните приходи во бюджетот на общината нема да пристигнат до крајот на годината, а со тоа нема да се реализираат и планираните разходи. Со одлуката за измени и допълнување на бюджетот на општина Делчево за 2021 година извршени се измени и допълнување на бюджетот на общината, односно извршено е незначително намалување на бюджетот од околу 5%, и вкупниот бюджет изнесува 315 милиони 220 хиляди 482 денари. Намалувањето на вкупниот бюджет на общината со измените и допълнувањата во апсолутен износ е за 16 милиони 314 хиляди 850 денари и тоа имаме намалување на основен бюджет за 9 милиони 286 хиляди 600 денари, намалување на приходот на самофинансиращи активности 2 милиони 662 хиляди 250 денари, намалување на бюджетот на кредити за 4 милиони 466 хиляди денари. Во бюджетот на дотации и бюджетот на донации износите не се менуваат, меѓутоа има измени во по-отделните расходни ставки, односно има прераспределба на одредени планирани разходи, кои што до крајот на годината нема да бидат искористени пак за сметка на оние отстъпки кои што ќе бидат платени за работењето на бюджетските корисници. Ако направиме анализа на бюджетот на приходи, ќе видите во купата 71 данъчни приходи. Овие имаме влегуваат значи данък на доход, данъци на имот, данъци на специфични услуги и такси за користење или дозволи за вршење на дейност. И имаме зголемување за 1 милион 876 хиляди или 4,6%. Намалувањето на бюджетот произлегува од намалување на мал дел од неданъчните приходи, односно намалување на планираните административни такси за 40 хиляди денари, како и намалување на капиталните приходи за 1 милион 290 хиляди 600 денари. Во капитални приходи влегуваат приходи од продажба на градечно неизградено земјиште, приходи од закуп на земјоделско земјиште во собственост на државата, надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини и надомест за осигурување на правен статус на бесправно изграден објект, односно легализација, од кој што надоместок не можеше да се направи во планираниот износ од причини што важноста на законот за легализација беше изминат, траеше односно до март 2021 година, 10 години, и потоа повторно се донесе во август, односно се продолжи. Нема нов закон, меѓутоа има негово продолжување. И поради тоа не може во континуитет да се направи наплата на истиот и приходите се намалени. Имаме намалување на трансфери од други нивоа на власт во износ од 9 милиони 818 хиляди денари. Средствата планирани како капитални трансфери од други нивоа на власт, поточно од Агенцијата за финансиска подршка по земјоделието и руралниот развој во износ од 7,5 милиони денари, беа планирани за изградба на новиот пазар во општината. Добивме информација дека нема да пристигнат до крајот на годината и потоа дел од средствата кои што беа планирани како трансфери од бюджетите на фондовите по износ од 2 милиони 318 хиляди денари, исто така нема да пристигнат до крајот на годината и поради тоа тие се кратат од капиталните приходи. Оваа анализа е што се однесува за намалувањето на основниот бюджет.
Во бюджетот на самофинансирачки активности намалувањето е за 2.662.250 денари и произлегува од намалување на ставката други помошни активности во образованието, програма N1. Причината за намалување на бюджетот за заем или кредити е таа што целиот заем, што беше одобрен од 32.250.000 денари преку МСГ2 подзаемот по склучен договор за реконструкција на улиците Вера Јоцик и Маршал Тито, не е искористен во целост, бидејќи по спроведената јавна набавка цената за реконструкција на улиците се намали на околу 26.600.000 денари. Така да износот од 5.266.000 денари која останува ќе се искористи за изградба на улица број 3, која води од пешачкиот мост до Новиот пазар. Меѓутоа, овде се планирани само околу 800.000 денари до крајот на годината, за кој износ ќе бидат и направени градичните работи, додека другите средства за целосна изградба на улицата ќе бидат планирани во бюджетот за 2022 година. Ова што се однесува за билансот на приходи. Што се однесува до билансот на расходи, износите се менуваат како што следи во бюджетот одлуката за измени и дополнување на бюджетот за 2021 година и согласно бюджетското начело за бюджетска равнотежа и расходниот дел се намалува за истиот износ како и приходниот дел. При анализата на основниот бюджет ќе видиме дека расходите се намалуваат исто така за 16.314.850 денари и тој изнесува основниот бюджет 109.540.856 денари. Во расходниот дел има намалување од 40.880 денари во делот на плати и надоместници од плати. Во делот на стоки и услуги износот се намалува за 348.720 денари или 1,5%. Значи, можете да направите преку анализата на билансот на расходи, бюджетот на расходи. На конто 423 имате ги ставките материјали и сите инвентар. Планирано е зголемување за 190.000 или за 5%. Кај 424 поправки и одржување зголемувањето е за 560.000 или за 12% и се однесува на ставката одржување на најголем дел од ставката одржување на улици и патишта. Односно ќе видите на програма 6 планирање. На конто 426 други тековни расходи имаме зголемување за 94.280 или 3,4%. Кај привремените прибавувања, конто 427, имаме намалување во износ од 250.000 денари. Трансфери до невладни организации или конто 463 има намалување во износ од 400.000 денари, одвлегуваат трансфери до Сдруженија на граѓани и до спортски клубови, трансфери оваа година се планирани трансфери до политички партии поради одржувањето на локалните избори. Локалните избори ги во основа финансираат општините, односно локалната самоуправа. Конто 464 разни трансфери имаме зголемување за 126.000 денари. Овде се планирани средствата за стипендии за студенти, стипендии за ученици, надоместоци за прводеленци, поради што и овој надоместок, овој износ беше зголемен, поради тоа што го немаме точниот број на прводеленчиња. Групата 47 социјални бенефиции одвлегуваат еднократната парична помош и надоместок за новороденчиња. Имаме намалување од 100.000 денари, односно пратење на еднократната парична помош. Конто 480 купување на опремни машини, намалување од 430.000 денари. Одвлегуваат канцеларијска оprema, информатичка и видео опрема. Конто 482 капитални расходи, намалување имаме за 7.729.000 денари. Ова намалување се однесува за исто така за средствата за изградба на Новиот пазар, кои што претходно беа спомнени во намалувањето на капиталните приходи за 7,5 милиони денари. И 491, ова е отплата на кредит
во износ од 1 милион 853 денари. Ратата за кредитот се однесува за доградбата на новата детска градинка. Почитување ова што се однесува за општиот дел на буџетот, односно за вкупните приходи и вкупните расходи на билансот. Во посебниот дел од буџетот, кој го имате, се дадени сите изменени дополнувања по ставки, програми и подпрограми. Во програма А0 можете да ме следите. Програма А0 според на општина, значи планирани се 2 милиони 758 хиляди, едно мало намалување од 5000 денари. Значи, овде влегуваат вашите наместоци, на доместокот за Советот, 404 хилядите, планирани во 2 милиони 213 хиляди, и 401 ставката, тоа е персоналниот данок. Разни трансфери, 464, планирани во Советот на општината од 200 хиляди денари, е наградата за учениците матуранти, средношколците, бидејќи нели Советот е донесол одлуката на предлог на родоначалникот, сепак овде се стакнати во А1 програма. Во А1 програма исполни активности и референдуми, како што престо ви спомнам, значи овде се активностите околу локалните избори, трансфери до невладени организации, тоа се трансфери до политичките партии во износ од 300.000 денари планирани. Меѓутоа, точниот износ не го знаеме затоа што Општинската изборна комисија треба да достави по нели извештајот од ДИК, да ги достави точниот износ за да видиме колку партиите треба да им бидат искладени на партиите по учество на власт. Д0 градоначалник програма, износ од 4 милиони 680.400 денари. Значи, овие исто така влегуваат основните заплати, придомесите заплати, потоа има текумни резерви, стоки и услуги, овде влегуваат патни дневни расходи, меѓутоа патни расходи не исплаќаме, меѓутоа само трошоците за паркинзи, за катарини. Планирани се средства исто така за грејење, за телефон, за гориво и други текумни разходи. Трансферите до невладените организации за планирани до програма градоначалник, значи трансферите до граѓанските сдруженија и спортските клубови, како и други трансфери. Тоа е програма Д0. Програма Е0, општинска администрација, значи имаме овде намалување на износот на 30 милиони 109.000 денари. И овде се планирани платите и придомесите на општинската администрација. 42 спорти услуги и прескар ги спомнам да не ги читам поети да не е оценено на времето, меѓутоа овде се планирани или комунални услуги, грејење, комуникација, материјали, инвентар, поправки, тековно одржување, други договорни услуги и потребните регулирања, каде што имаме и некакво одредено намалување. 464 разни трансфери, овде се планирани трансферите, односно се планирани на 464 аналитика, судски, платени по судски решенија. Програма ЕА капитални расходи на општината. Ова е капитална програма, значи влегува во подпрограма во администрација. ЕА0 капитални трошоци, се купување на опреме машини во износ од 560.000 денари. Како што спомнав преска, овде влегува канцелариска опрема и опрема за информатика, односно компјутер. F1 програма урбанистичко планирање. Овде се планирани во износ од 350.000. Значи, ставката е договорни услуги, меѓутоа овде се планирани плановите за просторно урбанистичко планирање. Програма Г1 поддршка на локални економски развој. Планиран износ од 5 милиони 175.000 денари. Овде е договорни услуги 425, веќе ова се договорни услуги за јавните работи. Јавни работи за работници кои што работат преку бригалница, ги плаќа општината и други текумни расходи.
Во другите кои разходи овде влегуваат на тоа синтетика, членарините кои што ги платиме, имаме членарини во селство Источно-Планскиот регион, значи поголем износ од нив. Овде исто така влегува мал дел за репрезентација и огласи, значи тоа е синтетиката од аналитика. Меѓутоа најголем дел е членарина. Јутри јавно осветлување, планиран износ во 1.850.000, планирани се 1.450.000, тоа е струјата само за јавното осветлување, а на 423 материјали и сетен инвентар 200.000, тоа се материјалите, односно разни материјали поврзани со уличното осветлување, како сијалици и така тие материјали кои што се неопходни за функционирање на јавното осветлување. Програма Ј4 јавна чистота. Ова е надоместокот, нели кој што седе го плаќаме преку сметките на јавното предпријатие, надоместок за јавна чистота, кој што го собира јавното предпријатие преку сметките од граѓаните, а истите ние потоа ги плаќаме, нели го плаќаме за одржувањето што го плаќа што одржува јавното предпријатие чистота. Планиран износ 2.260.000. Програма Ј6 одржување и заштита на локални патишта, улици и мостови. Во оваа програма се планирани стопностите што е програмата одржувањето на јавните на патиштата и на улиците. Исто така на 424, а на 423 материјали и ситен инвентар, овде се планирани материјалите како бетон, цемент, железо и така натаму, кои што се потребни нели за поправка на улиците. Програма Ј7 одржување и користење на паркови и зеленило. И само име ви кажува дека ова е програма која што се плаќа исто така на јавното предпријатие за одржување на парковите и зеленилото, планиран износ 300.000 денари. Програма Ј8 други комунални услуги, планиран износ 337.000 денари. Овде се планирани средствата за дезинсекција и дератизација и другите кои разходи потребни за други комунални услуги. Програма Ј9 изградби и реконструкција на локални патишта, улици и мостови. Скупно планиран износ 45.550.000 денари. Овде е намалување како што претходно ви спомнав за изградба, да го видите и други градежни објекти, за изградба на пазарот 7,5 милиона кои што се намалени. Значи овде влегуваат изградбата и реконструкцијата на улици и патишта. На 485 износ планиран на 2 милиони, тоа е износот за експропријација. Това е за програма Ј2. Програма Ј2 изградба на системи за водоснабдување. Скупно планиран износ 1.158.000 денари. Материјали и сетен инвентар, тоа се материјали за водоснабдувањето, като цевки и други разни потребни материјали кои што се потребни за водоснабдувањето. И еден мал дел 482 за реконструкција на дел од водоводна мрежа во износ од 658.000 денари. Програма Ј3 изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води. Планиран износ 482 6.205.456. Ова е износот кој што е платен за канализацијата во насело Косарица, тоа се сеќаваат и советниците на кои што ви го информандат. Значи, канализацијата која што беше изградена на насело Косарица, средствата јако беше претходната година завршена, средствата постигна оваа година. Затоа можеше да ги планираме и се исплатени. Тоа ќе го видите после си трошовињата на буџетот. Јелко капитални разходи за јавна чистота, овде се тргнени средствата. Ова беше за учество на камион, докато ова година средствата се учени. Трајден библиотекарство. Така и овде се планирани, ќе ги видите буџетот на самофинансирачки активности и дотации.
Бюджетът на самофинансиращи активности, т.е. са средствата, които са планирани в собствените сметки на бюджетските корисници, odnosno в случая на библиотеката, и разходи от дотации, т.е. блок дотации, които са доделени от надвишното министерство до библиотеката, odnosno от министерството за култура. Това е за библиотеката. Бюджетски корисници N1, карикатри, нотиска и кинотечна дейност, където бяха планирани средствата за музеят. Вие знаете дека музеят повторно е активиран и бяха планирани средства за, меѓутоа малку подоцна тоа беше завршено, така да до крајот на годината нема да се реализираат средствата за плати за лица които трябваше да бъдат работени таму, и затоа оваа програма во ребалансот не е. Програма К4 културни манифестации и творештво, планирани сме с 480.000. Значи ова се средства кои ще се планираат за одржување на разни културни манифестации, меѓутоа знаете дека поради состојбата колку тие манифестации не се не одржуваат поради ситуацијата која што имаме нели со пандемијата. Така да ќе видиме до крајот на годината, може би истите ќе бидат на нашите. Програма N1, основно образование. Овде се планирани средствата за основното образование. Исто така средства во самофинансиращи активности, тоа се средствата од нивните собствени сметки и средства планирани во разходи дотации или блок дотациите кои што доаѓаат од Министерството за образование во износ од 90.500.000. Подстъпките ги имате, не ви ги читам, ако имате после прашања, затоа што претходно во вкупниот бюджет за разходи се ви кажував. Значи тоа е N1. Сега во N1, кога сме тука, дополнителниот материјал преска што председницата ни го дадохме, која е разликата, вие што го имате при вас. Знаете дека, мислам, дали сите сте информирани, не знам, основното училиште Климент Охридски беше блокиран, поднесена тужба, имаше случај таму и беа блокирани. Меѓутоа, до донесувањето на буџетот, средствата им беа одземени, меѓутоа кога вашите материјалите, мислам, кога ви беа дадени, им беа одземени дополнително уште 100.000 денари. Трезорот има право од било која ставка, подставка да ги земе средствата. И сега, тие беа планирани и ги видите на 482 се одземени повеќе. Со ребаланс беа помалку планирани. Значи, ќе видите од каде се одземени. Вкупниот износ ништо не менува. Значи, само ги средствата пренаменија ми дадоа податок. Ќе видите на 425 2.358.000, а беа 2.398.400. Значи, имаме тука намалување и на 421 4.304.970, а беа 4.345.359. За сметка на тоа намалување на 482 се накачени на износ од 542.770 додека во претходниот беа 461.997. Затоа што сите тие 542 веќе се реализирани. Значи, во вкупниот износ нема ништо, меѓутоа има само во овие постапки. За тоа ви се доставени материјалите, исто така ќе биде испратено на Министерството. Програма N2 средно образование. Нели како што реков за буџетските корисници, имаат сметки, собствени сметки, имаат сметки од дотацијата, блок дотација, планиран износ 42.094.000, додека основната 550.000 денари. Програма е на капитални разходи за основното образование, планиран е мал дел на капитални разходи. Нели по насоките на Министерството, капиталните разходи треба да бидат планирани во посебна програма, меѓутоа само кога се работи за собствената сметка, односно самофинансиращите активности. Додека ако има капитални разходи во буџетот на дотација, истите се планирани во N2 програма. Тоа ќе видите много програма, капитални разходи за средно образование, тие се прегнати, значи нема реализирано до всеки, сметат дека до крајот на годината нема да имат никаква реализација. И затоа се прегнати.
По 0, това е програма защита и спасуване. Планирани сме 110, това е за кризните, когато има кризни състояния, планирани средства. Сега нямаме реализация, но ние това ще го видим с реализацията. Програма R1 защита на животна средина и природа. Ще видите дека износът е планиран, односно е зголемен, 2 милиони 400, ова се односно по информация от враговините дека се прави регулация на реката Брегалница, дека до краят на годината ще биде истата завършена. Програма В1 детски градинки. Исто така и овој буджетски корисник има собствена сметка и сметка от глобализацията. Исто така има разходи от донации. Ова е износ, односно салда, кој што беше пренесено од предходната година и кој ја планирали така. Се надевам дека исто ќе биде потрошен на крајот на годината. Програма била капитални разходи за детски градини. Овде е планирана отплатата на главницата, значи по нашиот основен бюджет ќе видите, тоа е отплата на главница во износ од 1 милион 153 хиляди. Исто така, планирани се капитални разходи во износ од 480 хиляди денари и тоа од собствената сметка на детската градина. И останала програма Н0, противопожарна защита. Тоа е програма која што имам некаде да ги самите малко по-големо озголемување. Планирани средства од износ од 1 милион 933 хиляди денари. Тоа се однесува за зголемување на платите и самите знаете дека имахме криза нели со пожарите. И сите средствата за плати имаат многу прековремени часови, им се зголемени и мораше да ги ставиме во нашиот бюджет. Инаку, противопожарната служба се финансираат од разходи од дотации и самите ќе видите во бюджетот на дотација, меѓутоа тие средства не стигаат за плати, а тие се само за плати. Бидејќи не стигаат за плати, имаме прековремени часови, дополнителни се планирани во основниот бюджет. Каде што се јави најголемата потреба за измените на овој бюджет. Во програма В0 капитални разходи за противопожарна защита, планирани се средства на купување кредите на 436, купување на возила во износ од 7 милиони 364 676 хиляди. Тоа се средства кои што веќе се изплатени, знаете, за новото противопожарно возило и тоа се планирани средства по донации, ова донација за детските донации. И на крајот родова еднаквост. Средства планирани на предлог и самите ќе видите ќе имате комисија за родова еднаквост. Средства кои се планирани на предлог на комисијата во износ од 100.000 денари. Колку ќе бидат потребни, кои ќе видиме после. Почитувам председателя, почитувани советници, ова се однесува за измените и допълнувањата и популарно речено ребаланс за ова. Благодаря.